со оглед на фактот што на полнок истекува рокот кога партиите треба да ги достават кандидатските листи за пратеници до државната изборна комисија. Значи се прават партиски собири. Според информациите доцна синоќа на подпишувањето на коалицијата тука во седиштето на Социјалдемократскиот сојуз имало бурни реакции и незадоволство од страна на членовите кога лидерот Зоран Заев го поканил Драгиша Милетиќ, кој во Социјалдемократскиот сојуз го сметаат како предавник. Имено кратко потоа со бројни реакции на социјалните мрежи се јавија високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз. Поранешната председателка Ана Павловска, подпредседателка Ана Павловска Данева реагираше, односно во својот статус напиша дека се оградува од ваквата одлука на Заев и исто така напоменато е дека Заев за ваквата одлука за коалицирање со Драгиша Милетиќ не ги консултирал ниту извршниот, ниту централниот одбор. Исто така реагираше и поранешната пратеничка Весна Бендевска, која што истакна дека овој човек не може да биде во коалиција со социјалдемократите, бидејќи токму тој го предал, како што пишува Бендевска, печатот на Стефчо за да се руши отпорот против власта. Освен високите функционери реагираа и поддржувачите на опозицијата. Колумнистот Ивор Мицковски го прогласи Заев за предавник на партијата. Исто така да напоменам дека околу кандидатските листи кои што ги скрои СДСМ имаше изминатиот период бројни реакции во јавноста и во социјалните мрежи и од поранешни членови и поддржувачи на СДСМ. Видно беше нивното незадоволство од добитните позиции кои што одредени лица ги добија на овие листи. Инаку рокот истекува на полнок за доставување на пратеничките листи до државната изборна комисија. Според официјалните податоци од ДИК до овој момент ниедна од партиите ги немаат доставено овие листи. Се очекува во текот на денот и дуи ВМРО, ДПМН, секако и СДСМ да го сторат тоа, односно да ги достават кандидатските листи за пратеници до државната изборна комисија за предстојните избори на 11 декември.